Добар ден, почитувани гледачи. Супер звезда повторно се враќа во акција. Бакнежи од мене, бакнежи од моите малечки пријателчиња кои денеска ќе ме дружат. Почитувани гледачи, денеска Супер звезда започнува со една нова сезона и многу ми е драго што новата сезона ја започнуваме од едно специјално и многу прекрасно место. Добре дојдовте во спортскиот центар Борис Трајковски, каде овој пат повторпат Супер звездите ќе бидат гости. Но пред да започнеме и да откриеме што денеска ќе посетиме овде, сакам да ги прашам моите драги другарчиња како сте. Дечки, дали сте добри? Дали убаво го поминавте вашиот летен одмор? Да! Си сончавте ли, фативте ли боја? Каде е боичката да видам? Да. Кој беше на море да крене рак? А кој беше на езеро да крене рака? Супер, одлично. Сега останува да се вратиме во школските клупи и да добиваме петки до крајот на годината. Договорено? Во меѓувреме, почитувани гледачи, сите заедно ќе се забавуваме, ќе се дружиме, останете заедно со нас. Гледате не секоја сабота во 10 часот на Алфа телевизија, а сите останати денови во 10 часот ќе можете да ги гледате нашите стари и нови музички топ листи. А сега, почитувани гледачи, ние ќе направиме кратка пауза, а веднаш потоа се враќаме во разговор со нашиот домаќин. Станува збор за една прекрасна личност која ќе откриеме веднаш по рекламите. Реклами. Почитувани гледачи, се враќаме назад во програма. Имам специјална чест и задоволство да го представам нашиот денешен гостин, домаќин во оваа емисија. Тој е директорот, господинот Радко Капушевски. Радко, здраво, живо и добро ни дојде повторпат во Супер звезда. Како си? Здраво, Дарко, најнапред да ви се заблагодарам што повторно дојдовте тука да снимате со Супер звездите. Ни представува особено чест и задоволство, бидејќи минатиот пат си поминав преубаво со вас, па би сакал ова да не е последниот пат да снимам уште многу емисии на Супер звезда тука. Апсолутно. Нашата цел и мото е не само да снимаме емисии, туку и да ги вклучиме дечињата активно во сите програми кои вие ги правите, бидејќи пред се кажавме дека спортот е здравје, а вие ни го давате најдоброто овде. Минатиот пат кажавме колку многу направивте до тогаш. Значи, имаме дечиња кои што минатиот пат беа со нас, па сега пред малку се присеќавме што се видовме во изминатите емисии кога го посетивме спортскиот центар Борис Трајковски. Еве за сите оние кои што не гледаа минатиот пат, да кажеме дека видовме една прекрасна пинг-понг сала, така ли беше? Па, веќе сите знаат во јавноста што се нуди спортскиот центар Борис Трајковски, бидејќи денеска секој ден фреквенцијата расте и е огромна. Секојдневно и поминуваат во Борис Трајковски околу 3000 посетители на ден. Само што се ребрендиравме од спортска сала во спортски центар, бројката дојде до 1000, па со отварањето на повеќе нови објекти веќе сме на бројка од 3000, која е значително огромна и е во еднаквост на трговските центри во градот. Тоа бара огромна работа, бара професионализам и бара многу квалитетна услуга, се со цел повторно оно што ќе дојде да биде задоволен. Нормално, благодарен сум што сте тука денеска, бидејќи сепак спортскиот центар Борис Трајковски е за овие генерации кои денес не дружат и да се надеваме дека од нив ќе биде спортисти, а доколку не, секогаш ќе има спортска култура и да се рекреираат, бидејќи тоа делува пред се на нивната стабилност, здрав дух, нормално и на нивниот изглед. Ајде да кажеме, уште еднаш ќе ги наброиме работите за сите оние кои што не знам. Што покажавме минатиот пат? Значи, минатиот пат бевме со Супер звездите, куглавме, се помина преубаво, бевме игравме билјард, малечки беа да вежбаат, но бевме го посетивме фитнес центарот, на малите девојки им го покажавме нивното идно место каде ќе треба да се рекреираат, тоа беше аеробикот. Салата ја шетавме, значи тоа не сме да го заборавиме, најубавиот дел, значи најголемиот, најспектакуларниот со гледалиштето, видовме значи каде е салата, каде што се одржуваат надпреварите. Бевме и таму поиграа одбојка, нормално тоа е арената Борис Трајковски. Пинг-понгот ќе го кажа. Во пинг-понг клубот, бевме и во малата сала каде пилатес за така, зашто беше таа? Во аеробик халата се одржуваат и тренинг за ипопилатес, ипокикфит, ипостеп аеробик. Бевме и тука ова прекрасно детско катче позади нас, каде што е дополнето со нови содржини, тоа е игротеката Хебиленд, која што е синџир на игротеки низ целиот Балкански полуостров. Видовме и детски реквизити ова лето, тука имаме детски картинг, имаме животинско царство, имаме урбана опрема поставена со која што е преполно со деца се до досните вечерни часови и тешко можеме да ги извадиме од тука. Новитети од кога последен пат вие не посетивте е хокеј арената и картинг центарот, за кој што повеќе детали ќе ви објаснам кога ќе го посетиме. Така, но ќе имаме можност, бидејќи сега времето е топло, ни дозволува да го посетиме картингот, тоа и ќе биде целта на нашата денешна посета. Малку подоцна, што малце залади, ќе одиме да го посетиме ова позади нас, тоа е значи новиот
Тоа е реновираниот базен кој е додаден под менеджмент на спортскиот центар Борис Трајковски. Веќе ја формиравме пливачката академија, во самата пливачка академија веќе тренираат преку 500 деца, што е значително огромен број. Работат интензивно 20 тренери на целиот тренажен процес, тренирате секој ден од 5 часот попладне до 9 часот навечер. Во состав на базенот отворивме и градинка, исто така има и сала за бокс која наскоро планираме да ја пуштиме во употреба. Еве јас како родител на малолетно детенце би сакал да прашам која е најмалата возраст од која дечињата можат да почнат да учат пливање? Потребно е да има 5 до 6 годинки, но тренерите, бидејќи станува збор за сериозни професионалци од сферата на пливањето, тука е Игор Димовски, магистар е во спортот, професор Наташа Мешковска, имаме дипломирани помошници од факултетот за физичка култура. Од 4 години веќе истите се спремни да ги подготвуваат децата. Нормално, на 4 годишна возраст прво влегуваат во малиот базен, активно се работи со нив, индивидуално се работи со нив и по 2 месеца веќе се очекуваме да ги префрлиме во големиот базен, каде што и очекуваме нормално успеси од нив, а доколку не се добре дојдени, цело време да работат на самите себе си. Ако ви е потребен професор за гњурење, можам да ви го препорачам доктор професор Дарко Мјалковски, маска пераи, скокаме и гњуриме колку сакаме. Добре дојдени сте во некоја од наредните емисии, па директно ќе ни манифестираш, може и ќе ни се придружи некој од суперзвездите. Благодарам. А сега ги прашам моите драги пријателчиња, дали до сега некој од вас бил на картинг, дечки? Да. Си бил? Да, каде на кое место кажем? Не во Валиш. Не во нашата држава, значи сепак доскоро во Македонија имаше мал број на картинг патеки, една беше во Волково, втората чинам дека се наоѓаше во склоп на Лунен паркот, но ова што сега е направено, можеме да кажеме дека е направено по сите европски и светски стандарди. Зборувам ли точно? Картинг центарот е од рекреативен карактер, бидејќи е со должина од 450 метри, за да биде професионално ни требаат веќе 900, но се што е во состав на картинг објектот е се по европски стандарди, нормално исполнети се сите стандарди на Меѓународната автомобилистичка федерација ФИНА, безбедносните сертификати ни се од таму, ги исполнуваме сите норми за картинг дејност од Меѓународната картинг асоциација ЦИК, така што спортскиот центар Борис Трајковски секоја година од секоја матична асоциација на секој спорт има контроли, супервизии, дали ние како членка на сите тие меѓународни асоциации ги исполнуваме стандардите за реализација на европски или светски првенства. Сите објекти ги поседуваат тие сертификати, сведоци се на светскиот куп во фудбалната, европското првенство во ракомет во арената Борис Трајковски, така што очекуваме уште многу шампионати, најавена е Европска лига во билјард клубот, а се надеваме со тек на време ќе произведеме и квалитетни пливачи, како и нашата ватерполо репрезентација која бележи огромни успеси, се надеваме дека ќе видиме на добра ватерполо такмица во реновираниот базен во Борис Трајковски. И нуркачи да не ги заборавиме. И нуркачи да не ги заборавиме и да одиме сега да позборуваме малце на картингот. Ете, почитувани гледачи, одиме во картингот, а вие повелете, дојдете заедно со нас да видите за каква чудо станува збор. Одиме. Почитувани гледачи, добре дојдовте на картинг патеката во спортскиот центар Борис Трајковски. Го продолжуваме разговорот со директорот господинот Радко Капушевски. Радко, прекрасно е да се види овде. Како се чувствувате вие тука? Јас работно се осеќам кога и да дојдам тука. Многу не ги користам услугите што ги нуди спортскиот центар, но сепак кога ќе го погледам објектот како изгледа и кога ќе видам колку голем број на дечиња си играат и постари нормално, прекрасно е чувството и ме исполнува. Секогаш гледам да го подобрам квалитетот на услуга, секогаш гледам што се маните и недостатоците, ги слушам пофалбите и критиките од луѓето и секогаш нормално секоја пофалба ни е кураж за да продолжиме понатаму и да подобриме нешто, а секоја критика ни е нормално приоритет да ја поправиме и да ги увериме граѓаните во нашата работа.
Ми е посебно драго, јас и минатата емисија кажав и овој пат повторно ќе повторам дека си млад и сметам еден од најдобрите менаџери во државата и во таа чест сакам да ти пруžам рака и да ти посакам да работиш уште подобро, бидејќи имам впечаток од минатиот пат и од овој пат кога доаѓам овдека дека сето ова што се прави и сите овие работи овдека кои што се случуваат ги чувствуваш како своји, ги правиш како за своја душа и како за своја срце. Нормално, одговорноста е голема, пред се задоволството дава сила за да се создаваат овие работи, бидејќи кажавме дека ова сите работи се спортски и пред се за младите, за да се продуцира еден здрав дух, да се направи една здрава нација, да имаме здрава младина во иднина која ќе придонесува да јакне државата. Сите овие проекти тука не се мој успех, успехот е заеднички на сите нас, сите оние кои доаѓаат да уживаат во Борис Трајковски, успехот е нивни и е за нив. И нормално сите проекти се спроведени благодарение на владата на Република Македонија, во чија собственост е спортскиот центар Борис Трајковски. Јас како менаџер сум само еден спроведувач на сите оние проекти кои се наметнуваат и моја одговорност е да ги реализирам во целост без никаква мана и со целосен професионализам. Картинг центарот го отворивме во месец март заедно со хоки игралиштето, имавме голема атракција тука, имавме Формула 2 која ја манифестиравме пред граѓаните, на отварањето имаше преку 2500 луѓе, бројка која не ја очекувавме, искрено мислевме дека само од автомобилизмот луѓе и од луѓето од сферата на хокиот ќе дојдат, но новитетот и иновацијата која пласиравме си го направија своето, актуелноста се уште трае и нормално треба да одржуваме на ниво како што е. Фреквенцијата во картингот секојдневно е нормално обемна, од 3000 посетители кои доаѓаат секојдневно во спортскиот центар, околу 300 до 400 посетители сигурно возат картинг, бидејќи има простор. Секој човек вози максимум 5 до 7 минути, така што денот е голем и има простор што повеќе луѓе да изротираат во картингот. Картинг количките се од брендот Honda, се четворотакни, истите поседуваат безбедносна опрема од лидерот од производите на автомобилизмот, тоа е брендот Sparco, кој е и спонзор на овој картинг центар, а сертификатот, како што кажав, ние од највисоката инстанција, институција, односно во оваа сфера, тоа е Меѓународната автомобилистичка федерација и картинг асоциацијата ЦИК. Дали беше тешко да се направи овој картинг центар, да се обмисли, да се направи, да се организира? Колку време ви беше потребно за да го спроведете целиот проект од идеја до реализација? Од идеја до реализација беше многу едноставно, бидејќи пред да дојдам во спортскиот центар Борис Трајковски како менаџер, работев во агенцијата за млади спорт, каде што и го запознав инвеститорот на овој објект. Тоа се работи за доктор Константин Ангеловски, кој е целиот свој живот во сферата на автомобилизмот. Повеќе детали за картингот ќе ви објасни понатаму во емисијата. Кога дојдов, гледав голема празнина на овие паркинг простори. Видов дека доволно се да има 700.000 паркиралишта, така што имаше вишок и рековме што да направиме додека нема настани, додека нема концерт или утакмица. Нешто што треба да биде монтажно, бидејќи кога има настан, паркингот треба да биде во функција. И картингов, за жал, секогаш кога има настан во арената, мораме да го тргнеме на страна, па да повторно го враќаме. Не е лесно, но се со цел да биде сите задоволни, мораме тоа да го правиме. Картинзите се од брендот Honda, како што кажавме, максимална брзина им е 70 на час. Овие картинзи се од рекреативен карактер, бидејќи постојат и картинзи кои се професионални, тие се малку побрзи, возат и од 120 до 160. На самото отварање имавме еден од таквите, кој направи специфичен перформанс кој не беше до сега виден. Тоа е сепак адреналин и станува збор за прогресивен спорт кој не може секој да го практикува. Овие рекреативни колички се од огромно значење за младите, доаѓаат, се забавуваат. Интересно е што ги исполнуваме сите оние европски стандарди за кои многу картинг центри ги немаат во моментов. Тоа е мерачите на време кои се еднакви како оние во Формула 1. Тоа станува збор за електронски транспордери, да долесна малце. Тоа значи дека кога 5 души одеднаш ќе влезат да возат, на крајот кога ќе завршат, мерачот одма им вади на хартија кој за колку стотинки и секунди точно го завршил времето. Така за секој поединечно, секој посебно. Поединечно, паралелно ги вади најдобрите 5 до 10 луѓе во месецот што извозеле и нормално тоа значи само еден поттик да се дојде повторно и да се подобри своето возење и да се постигне најдобриот успех. Така, прекрасно, прекрасно. Имавме неколку прашања кои што ги поставија моите другарчиња од Суперзвезда. Кој беше злато твоето прашање за Батко Радко да видиме? Колку колички има во овој картинг центар? Супер, ова е интересно прашање. Кажавме дека се Honda, видовме значи за какви колички станува збор, но колку колички имате овде кај вас? Во функција заради
метражата на самата патека која е 450, имаме 7 картинг возила кои се достапни за возење, а нормално има и 2 резервни за секој случај, бидејќи секој кој што ќе дојде не знаат баш сите да возат, па некои мислат дека секако у Луна парк на количките, ама не е тоа. Тоа персоналот тука секогаш се труди да го објасни истото, така што крајните тоа го прифаќаат и го споменуваат. Мене ме интересира на што возат вашите автомобили, дали станува збор за некаков бензински мотор или пак на соларна енергија или пак на електричен погон, на педали, на што ги движите вашите автомобили? Науката Дарко иде толку далеку што еден ден може стварно ќе доживееме да гледаме автомобилите како идат на соларна енергија, но сепак станува збор за стандардизиран автомобилски производ кој функционира на бензин како и сите останати автомобили. Супер, одлично. Ајде сега, дечки, дали би сакале вие од поблиску да ги видите овие автомобили, да ги допрете, да седнете во нив, заинтересирани ли сте? Кој би сакал да биде првиот кој што ќе влезе, ајде да видам кој ќе крене прв рака? Браво, Леоне, ево тука и Марко, тука сум и јас и Батко Радко, може да одиме да ги пробаме, да видиме малце како ќе се почувствуваме во нив, но пред да ги допреме и пред да почнеме да си поиграме малце со нив, јас би сакал да прашам од која возраст може да почне да се вози, значи картинг, од која е најраната возраст од која вие дозволувате вашите посетители да можат да возат картинг? Рекреативниот карактер бара барем да има детето навршени 8 до 9 годинки се со цел да влезе и да управува со картинг возилото. Некои од помладите доаѓаат и брзо се разочаруваат, но сепак во овој објект кај нас, за нас е приоритет е безбедноста. Затоа и работиме со лидерот од производството на автомобилистички производи, тоа е брендот Sparco. Така што има процедура и пред да се влезе во самото картинг возило, персоналот е тука секогаш активен и им ја објаснува постапката за влегување во картингот. Не е тоа нешто сложено, но сепак не е ни пак како влегување во автомобил. Се става специјален појас на самиот врат, се става подкапа, се со цел да се запази редот и за хигиената и се става еден од нашите шлемови, зависно од големината на самото дете или човек. И потоа ги објаснуваат чекорите за влегување во картингот и нормално стартува и кој ќе биде прв. Така, кратко ти благодарам. Ајде сега, дечки, повелете, седнете да видиме за што станува збор. Марко, шо преживе, добар ли си ти? Леле, шубаво ти стои картингов, а прв пат ли си во вакво ауто? Па, као што бев прв пат на картинг не беа вакви огромни овие картинг колички. Мали беа некои во тие. Каде беше ти прв пат на картинг? Во Црна Гора. Супер. И се возеше во ист ваков со бензински мотор, помалку? Не знам. Не го возеше ти? Го возев, ама не знам дали беше на бензин. А не знаеш дали беше добро. Чекај овде да видиме дали те собира убаво на седиштето, дали ти стасуваат нозете вално до педалите.
двете одеднаш се стискаат или едната е за кочењената за газ, не знаеме за што се ќе прашаме, може да ни објаснат? Па ако успееме и ако ги замолиме, може и ќе ни дадат да повозиме на круче, Да, Сакал ли ти да возиш? да. Одлично, браво. Ево да го видам сега овој другиот Марко овде. Марко, што преживети, како си? Чекај, ви го, па насмеам, драги гледачи, ја го насмеам. Ајде да пукне. Чекај, видам како ти стои тебе количко. Супер, бе, браво, бе, како роден си за незе, а? Како се чувствуваш натре? Супер. Да, убаво е, спремен си, подготвен. Да, Може да тргнеме да извозиме на крукче? може. Си возил ли ти до сега некош на татко ти? Не си му езел колата да отидеш до школа? Па не, ама би сакал. Сакал, ајде да видиме, пред да земеш од татко ти кола, да видиме дали ќе успееме со картингов да се снајдеме, па тоа ќе ни каже дал треба или не треба да се бавиме со вакви автомобилски спортови. Леон, како си бе ти? Дали си добар? Супер. Чекај, ја видам, ти си број 1, а? Видиш кој бројче ти се погоди тебе, а? Супер. Си возил ли картинг до сега? Не. Како ти се допаѓа овдека? Супер е тука. Мислиш дека би можел да го возиш ова чудо? Да. Да, би имало некаков проблем? Не би имало. Колку години имаш сега? Сега ќе полнам октомври 10. Октомври 10, па ти си голем, па ајде да ги замолиме, може и ќе бидат љубезни и ќе ни дадат. Ајде да видам сега кој е тука друг. О, па имаме и девојчиња. О, чекај да видиме оваа кукло. Кај си бе ти злато, како си? Добре сум? Чекај да видиме и тебе ти стисуваат ножињата до педалите доле. Да, све, можеш да возиш, да? Можам. И сакала ли еден круг да зараздеш? Сакам. Ајде да видиме дали ќе успееме да се повозиме. Си возела до сега карти? Не. На мајка ти, татко ти колата? Не. Не, ајде да видиме, да прашаме и доколку бидеме љубезни, може и ќе ги убедиме да ни дадат да свртиме по едно крупче, договорено? Да. Ајде да видиме што ќе направиме. Се враќаме повторно на патеката. Батко Радко, кажавме дека ќе имаме специјален гостин за кого станува збор. Станува збор за доктор Константин Лагеловски, кој е инвеститорот кој е во соработка со спортскиот центар Борис Трајковски, односно човекот кого сме му благодарни за овој објект кој го имаме во рамките на нашиот објект. Ето така, Коки, здраво, живо и добро дојде. Мене ми е драго да те имам во Супер Звезда. Здраво живо и на сите вас, добро ми дојдовте. Не кажувам топло затоа што не е многу топло, така да ќе продолжиме. И така е многу топло денеска. Да. Коки, дали си добро? Одлично. Ние сме се виделе 20 на години од времето на Sky Radio. Многу е убаво денеска вака што ќе се дружиме и многу ми е драго што е представниците од најмладата генерација денеска се овде да можат да видат и да научат некои новитети кои што вие сепак ги донесовте и ги имплементиравте во нашето општество и направивте да бидеме поубави, помодерни од било и кога до сега. Како дојдовте на идеја да го направите овој картинг центар? Па најпрво сакам да кажам дека сакам да му се заблагодарам на директорот на Радко затоа што он сепак имаше сенс за целата таа работа. Видовме, он ги виде капацитетите на овој огромен центар затоа што навистина има големи побарувања и треба на некаков начин сите тие побарувања да дојдат, да се наплатат и да се изработат и да се изменаџираат. И од таму и он дојде до една идеја да разговараме, да најдеме некоја солуција како да помогнеме најпрво на центарот, а како втори да донесеме нешто што е ново во градот. Во крајот случај овој центар е направен точно за оваа популација, за најмладите, иако сите услови кои што се овдека дозволуваат и постарите да уживаат и да се забавуваат, и точно поради тоа и идејата на овој центар е забава и едукација. Поради тоа што сепак автомобилизмот најпрво како спорт, односно картингот, е основата на сите оние кои што во секојдневниот свој живот ќе се судира со една работа што значи автомобил. Значи ќе мора да бидат безбедни во сообраќајот, ќе треба да најдат начин како во својот секојдневен начин на живот, проблеми и сето тоа да останат концентрирани на нешто што значи управување на автомобил, а знаеме дека автомобилот и сите овдека деца треба тоа го запамтат дека тоа сепак оружје. Значи, точно поради тоа, ова е стартот, ова е основата од каде што треба да тргне. Ме интересира дали е потребно да се поседува возачка дозвола за да може тука да се дојде и било што да се повежба, да се повози. Напротив, не. Значи и Светската автомобилистичка федерација го има направено картингот точно за таа намена. Он е од најпрвот едукативен карактер. Тоа значи дека сите млади кои што ќе дојдат овдека, кои што не знаат да управуваат, значи прво самите команди на картингот се доста едноставни. И нашите овдека кои што се инструктори се обучени како со нив да стигнат во онаа основна фаза да ги научат како они треба да се однесуваат најпрво зборам на самата патека, да знаат што значи тоа и да знаат од каде треба да почнат и до каде треба да стигнат, затоа што сите децата знаат што е автомобил. Така да мислам дека ова е еден добар старт
со кој што они ќе стигнат до одредено место и самите родители тоа ќе го сватат. Сепак сум бил на неколку картинг патеки широм светот и тоа што тамо го видов, го гледам и овдека, највисоко ниво на безбедност, знамињата се тука, претходна подготовка и едукација која што мора секој да има за да помине. Ме интересира, ние, иако кажавме колку години имаме, тука сме некаде на граница, дечињата стварно се многу заинтересирани. Би можеле ли денеска некој од нив да пробаат некој што би сакале да направат по едно крупче? Да, секако. Значи, на сите ќе им бидат објаснети основните правила. Сите оние кои што ги задоволуваат безбедносните стандарди, тоа значи повисок висина над 135 сантиметри, тоа е поради ергономското седнување внатре во самиот картинг за да може да ги фатат командите така за да бидат безбедни. Значи ќе им бидат објаснети сите правила и ќе може точно да видат што значи картингот, да го осетат тоа. Иако си бил на повеќе картинг патеки, ние овдека направивме еден микс, значи донесовме сето она што е најпотребно, значи од безбедност, мерење на време еднакво како во Формула 1, значи за да ги научиме сите да се надпреваруваат со своето сопствено време. Значи да не гледат еден кон друг да се удрат или нешто, него да најдеме начин како кај децата да најдеме начин да им представиме дека ферплејот е најбитната работа. Односно, сами со себе да се надпреваруваат и тогаш и со другите. Така, прекрасно. Радко, како ви тече сега за сега соработката со Коки? Соработката е на извонредно ниво, се што можам да кажам е дека Коки си ја знае својата работа, доста многу менажира објектот, професионалец си е во својата област во автомобилизмот, така што уште во самиот почеток имав таа доверба кон неговите идеи. Секогаш бев тука да придонесам согласно сите мои ингеренции што можам за да се спроведе овој објект, но сепак идејата и креативата ја оставив на него, бидејќи сепак вистински менаџер се консултира секогаш со вистинските стручњаци. Така, јас на двајцата ви посакувам уште многу години да имате успешна соработка во која сите ние вака ќе уживаме од време на време. Ви благодарам уште еднаш што направивте едно чудо. Една работа која што е многу битна, заедно со вас, значи и он ќе седне да вози. За да видите и он како вози, не само вие. Ајде да пробаме. Тоа Коки да не зборуваме многу, ајде да видиме значи како тече обуката, што треба се да знаеме, па да свртиме по некој крупче. Драги гледачи, по мене. Се наоѓаме на местото од каде што започнува проверката на идните возачи, дали можат или не можат да влезат во картингот. Што е Пилоти, тоа е многу битно. Тоа се пилоти? Добро. Друг термин кој што многу кај нас не се, значи пилотот е нешто сосема друго. Пилоти мои најмили, добре дојдовте значи во картинг центарот, каде што денеска овдека на ова место ќе видиме кој може а кој не може да вози. Што значи овој знак, Коки? Значи, овој знак е основата во безбедноста. Тоа е точно она кое што кажав дека ергономската поставеност внатре во картингот. Тоа значи дека секој под оваа граница не може да ги стигне сите команди. И точно, значи оваа граница е направена за да може да знаеме точно кој може да влезе, а кој не. Ајде да видиме сега, да поминеме овдека и да видиме кој е над 1,35 м, да видиме кој ќе може да оди. Ајде, злато, 3-4. Овде малку ќе ни фали некој сантиче, мада сме на граница. Супер, одиме понатака, злато, ти си многу голем, браво, секоја чест. Одиме понатака, ела да видиме Марко, браво, лепотанче, одиме понатаму, теа, ајде, злато, ти, да видиме супер, јас мислам дека можеме, интересно е тоа што можам и јас, а Батко Коки има двојно може да го задоволи. Да, има доста. Колку се ви? 1,98 м. За малку значи двојно. Некако ќе успеам, да. Супер. Значи сега можеме да ставиме кацики или одиме прво претходно да ги правиме. Најпрво да кажеме дека кога ќе се дојде редот во картингот е најпрво да се потполни изјава. Значи во таа изјава внатре се навестени сите закони внатре во картингот. Значи еден вид на домашен ред, за да знае да се почитува, за да можеме таа безбедност и да едноставно. Примениме? Да, овдека. Па почитувани гледачи да го видиме редот кој е. Ајде, по мене. Дали е тоа тој лист Батко Коки што сега во моментот ти го држиш во рака? Точно така, значи тоа е изјавата, сите овие правила кои што можете овдека да ги видите вака транспарентно, кои што се навезни, овдека ги имате внатре, значи секој може да си ги види и кое што е многу битно, значи ние овдека оставаме простор за секој да може да си напише неговиот имејл. Тоа е многу битно не ради тоа
што евентуално ние тоа би го злоупотребили, него поради тоа што имаме цел систем на Facebook со кој што можеме времињата на секој, значи посетител, времињата да ги качиме на Facebook, односно секој сам да си ги качи на својот профил. Така, да ги има на свој профил. Точно заради тоа. Иначе овие се глобално сите оние правила кои што треба, а од другата страна ќе ги видите сега точно знамињата кои што се за регулирање на самиот натпред. Може ли да кажеме некои од правилата пред да ги погледнеме знамињата? А и вака само малку извини Марко, да дадам до Батко Коки да кажеме има задолжително носење на подкапа и заштитен шлем за целото пилотирање со картингот. Значи мораме да носиме од безбедносни причини за не дај Боже некој нешто некаде да не чукне, да има нешто да не заштити. Не само тоа, подкапата е многу битна поради тоа што се работи за хигиена. Секој си има своја подкапа која што си ја купува овдека еднашка и која што си останува за него. А понатака заштитниот шлем, значи мора да биде по сите стандарди што се на Меѓународната автомобилистичка федерација, за да се знае дека сите кои што ќе го стат се сигурни на патеката. Забрањето овие управување со отворена облека, каква е таа облека? Значи, отворена облека се однесува на тоа дека евентуално некој ако дојде без горен дел или евентуално, мора значи да има сепак некоја мајчка или кратки панталони со кои што ќе може значи да биде. Вика при движење на стазата не се дозволени нагли промени на соката, значи кој како сака да си вози, туку мора да се почитува. Затоа со тоа нема да загрози својата безбедност, но може да загрози безбедноста на останатите кои што се наоѓаат во моментот на патеката. Ма цик-цак, туку се знае дека возиме сите и се однесуваме во духот на спортот. Вели почитување на сигнализацијата и знамињата за време на пилотирање на картингот. Тие се многу битни, значи во целата ситуација, бидејќи ни кажуваат дали можеме да поминеме на стазата, дали е слободна, дали не е слободна, дали има некој спорово. Некаков инцидент на стазата и така натака, значи тие знамиња се еднакви како во сите надпревари кои што се во автомобилизам, значи комплетно исти се. Ќе ги видиме знамињата малку подоцна, вели забрането движење во обратен правец, значи во контрасмер, деца нема возење, нели како по булеварите, така и од овдека сите одат во еден правец, нема чекај сега да заставам па ми текна рикверс да одам, така? Рикверс за враќање не. Забрането излегување од картингот во било кој случај, значи доколку нешто застане картингот, не сме да излеземе бидејќи другите картинзи се движат и можат да не одат. Што правиме во случај ако застане? Само треба да дигнеме рака и надлежните кои што се овдека ќе дотрчат за да асистираат за да се доведе во најдобар ред. Така, ако ни ѕвони мобилен додека се возиме? Го немаме. Нема мобилен, натре нема зборење на мобилен. По излегување од стазата започнете со бавно движење за да ги осетите можностите на картингот кои се различни во согласно со метеоролошките услови. Така, значи никој не може да влезе во картингот, да даде газ и веднаш да почне брзо да вози. Мораме да возиме полека, малку по малку побрзо, за да научиме каква е стазата, дали се лизга, дали не, дали е суво, дали е малку влажно. Ви како се завртите, не можете да продолжите, останете во картингот, кренете рака и почекајте одговорните да дојдат да ви помогнат. Таква ситуација јас имав кога возев еднашка картинг по странство, ми се изврде картингот, кренав рака па ме ставија. Многу си бил брз. Многу бе брз и завршив предпоследен. Ама тоа беше првиот пат. После 3 пати победив. За време на пилотирањето е забрането застанување со цел чекање на друг картинг. Да, значи дечко и девојка, па вика чекај кај девојка ми да ја почекам малку. А другите што возат, нема девојката ќе остане, а ние возиме напред. Така. И имаме да биде и обратно. И обратно, да, девојки ве денеса. Да, имаме опасни девојки у денешно време и не се знае како може да изненадат. Ако не ги почитувате правилата за безбедност, ќе бидете сопрени и исклучени за непочитување на правилата. При повторно непочитување ќе ви биде забранет влез во арт картинг центарот. Дали до сега Коки сте имале некој ваков случај? Да, сме имале таков случај. Веднаш се враќаат значи парите на тие кои што се посетители овдека. Значи најпрво пробуваме, наоѓаме начин како да остава. Сепак они се наши комитети, сакаме да бидат тука, но знаете како е. Се случува. Безбедноста пред се. Дефинитивно. И за крајот имаме едно од најбитните правила, доколку се покаже црвено знаме, мора да се сопре картингот на местото посочено од одговорните на стазата и со тоа престануваме во тој момент да движиме, значи нема возење, така да црвено знаме, значи крај на програмата. Може ли сега да ги погледнеме другите знамиња? Почитувани гледачи, еве ги знамињата да видиме за што станува збор. Еве македонското знаме. Го означува стартот. Еве да видиме. Стазата е во добра состојба или се дава сигнал за почеток на круг за загревање при тренингот. Тоа е зеленото знаме. Жолтото знаме означува дека престигнувањето е забрането и тоа значи дека мораме да ја намалиме брзината. Внимавате убаво што зборувам. Белото знаме
Значи дека на стазата треба да внимаваме бидејќи некој друг картинг се движи многу бавно и мораме да внимаваме да не возиме брзо за како не би го удриле од позади. Црно-белото знаме вели дека се покажува заедно со бројот на картингот за неспортско однесување на пилотот. Доколку некој посочи црвено-бело знаме на вам, значи вие неспортски сте се однесувале и мора да почнете да се однесувате фер и коректно према сите останати, бидејќи не е само спорт, не е забава, сепак сигурноста, како што кажавме, е на прво место. Пред се, одиме со уште 3 знамиња, информација за пилотот кој заостанува дека ќе биде престигнат од побрзи картинзи, значи доколку ви се покаже синото знаме, знаете дека другите картинзи ќе ве престигнат, вие морате да ги почитувате и да ги пропуштите. Црвеното знаме, кажавме што значи ќе ви текнува. Мора да застанете на она место на кое што ќе ви биде посочено и последното знаме е она знаме кое што им е најмило на сите возачи во Формула 1. Крај на сесијата, тренингот или на преварот, оној кој што прв ќе стигне до ова шаховска комбинација на знаме, значи дека е и победник на трката, така ли дечки? Да. Ајде, ги научивме правилата. Доколку има нешто нејасно, прашајте, доколку се е јасно, одиме да видиме што се случува понатака. Ајде, да возиме. Пред да започне нашата журка, драги гледачи, никогаш доста од нови правила и од нови проверки. Што ќе провериме тука сега, Батко Коки, во овој момент? Значи, првата проверка таму, која што кажавме за висината, секоја физиологија на телото си има своја специфика. Тоа значи дека секој има различна должина на своите екстремитети. Тоа подразбира дека не секој, кога ќе седне внатре во картингот, може и да ги исполни правилата на лице место. Што значи тоа? Тоа е точно во оваа ситуација. Лина, значи, ја видовме таму дека помина на првата мерка, но сега дека веќе гледаме дека заедно со помошното седиште и заедно со помошните педали, дека она не може да ги исполни безбедносните правила, поради тоа што не може да ги стигне командите така како што е потребно. Така да она за жал денеска нема да може, ама затоа многу ќе јаде, брзо ќе порасне и така да ќе биде одново тук. Така, Лина, се надам дека нема да ни замери оваа кукличка мала прекрасна, ќе треба уште малку да порасне, така да во една од следните емисии Лина ќе биде прва која што ќе вози, договорено? Така, обавезно. Благодарам. Ајде сега да видиме кој друг може да ги стигне педалите, а кој не. Ајде. Марко, шубаво дете си беше, видиш што ти направи. Кацига ти стеја да те видам. Како е внатре, а? Супер. Супер, Не чекај. се само. Малку потешко се диши, ама мора да ја носиме, да го видиме другиот Марко. Марко, што брежби, ти шубаво дете си беше. Што ти направи, Марко? Ми ставија кацига. Здравија, кацига си носил ли кацига да си? Не. Интересно ли е да се носи кацига? Подготвен ли си ти? Да. Те фаќа ли вака малку страх? Не. Возбуден ли? Па да. Мислиш дека ќе можеш да го правиш ова чудо? Да. Ајде да видиме. Значи, се договоривме дека ќе возиме фер, спортски, коректно, така? Да. И ги пропуштаме другите. Еве денеска дека прв пат ќе возиме, нема да возиме до даска, нели? Да. Ќе биде малку така поспори од она најбрзано, но сепак ќе видиме дали не бива, па можеби почитувани гледачи баш тука, да, ќе ги почитуваме правилата, знамињата, можеби токму тука и токму денеска ќе се изроди некој нов шампион во автомобилизмот, да видиме.
Дечки, бе, како се задоволни? Супер! Значи, чудото се случи, а? Да! Сега ви се допаднали многу автомобилизмов како спорт? Да! Од сега почнуваме да возиме еднаш неделно најмалку, така? Да! Кога ќе дојде време веќе да положиме, ние ќе имаме возачка. Договорено? Да! Супер. Сега какви надимаци да ви дадам? Каде е Алонсо да го видам? Каде е Шумахер тука? Каде се други да ги видам? Баричело тука ли е? Браво, супер. Да го прашам Коки, како си помина ти ден со супер звезди? Нормално, со деца најубаво е секогаш. За нив е направено. Така, кажавме на почетокот дека си доктор, но јас, сега пред малку дознам дека си ти во суштина доктор на науки по автомобилизам. Точно така, да. Првиот доктор на науки во свет, така? Точно. Интересно е што во твоја класа имаме еден вице шампион. Не, повеќе се. Значи, тоа се вице шампиони на Европа во рели, кои што ги постигна своите резултати пред 3 години. Инаку и оваа година се бора за тронот на Европа, ќе видиме што ќе биде. Интересно е што вистински човек во Македонија направи вистинската работа, посебно ми е драго вака што може да се дружиме, сепак 20 години се поминати од последниот пат кога те видов и посебно ме изненадуваш со ова што го имаш направено денеска. Дојдовме до зидот на кој што кажавме дека имаме некоја тематска работа. За што станува збор? Значи, целиот клуб овдека во картинг центарот е направен со идеја. Поради тоа што ова не е само клуб од аспект на оние кои што ќе дојдат овдека посетители да седнат и да се напијат кафе или било што, него е малку ние направивме еден простор каде што ќе можеме да вршиме едукација на младите. За да ги научиме да осеќаат што значи да бидат во амбиент цело време на мотоспорт, целата тематика на овој клуб е направена со идеја, значи да прокламира. Значи овој зид нас не е зидот на Формула 1. И значи во овој зид ги имаме сите аспекти од сите сегашни болиди, значи кои што возат. За мене една од најбитните надпревари, значи надпреварот во Монте Карло, така да и други некои аспекти кои што остануваат. На другиот зид го третираме аспектот на картингот. Значи овдека ги имаме професионалните картинзи, кои што морам да кажам дека во денешно време се толку развиени да постигнаат стварно едни вратоломни вредности со тоа што картинзите кои што се возат во светскиот шампионат достигнуваат фантастични 220 км на час од 125 кубни сантиметри со менува секвенционален како што има во најновите автомобили. Од тука ќе се префрлиме на другиот зид. Значи другиот зид во само малку. Во другиот зид ги третираме рели надпреварите. Значи кај рели надпреварите имаме ставено еден сегмент на познатата Ланчија Мартини, која што е легендарната Ланчија Мартини, каде што ги имаме сегашните, значи Ford Focus, Škoda, не знам, Subaru и така. Од тука можеме да се пренесеме на другиот, каде што имаме уште еден аспект на мотоспортот, кој што е многу битен, а тоа е моторциклизмот, кој што сепак не е во делот на FIA, значи во Меѓународната автомобилистичка федерација, но сепак е многу битен. Значи овдека нормално не може без Валентино Роси, значи мораме да го имаме и сите останати. И од тука веќе навлегуваме во последниот дел кој што го третираме овдека кај нас во клубот, а тоа е делот на историјатот. Значи онаму од каде што е почнато се. Значи овдека имаме легендарни Мерцедесот стариот, познатото прво Ферари на надпреварите, првите почетоци на надпреварите во Америка, Мустанзите, апсолутно све. И поради тоа, значи целиот амбиент е многу битно да биде во идејата на мотоспортот, затоа што се знае дека кога се доаѓа овдека, луѓето треба да знаат каде доаѓаат, значи треба да имаат добро кафе, треба да имаат добар освежителен пијалок и нормално да се отсеќате убаво. Имаме добри телевизори за следење на Формула 1, добар саунд, така да стоиме на располагање. Можеме да кажам дека имате едно прекрасно катче каде што не само децата, туку и нивните родители може да седат па да уживаат и од овдека да наблюдуваат што прават децата додека возат надвор, додека трае забавата. Во кои периоди од годината работи картингот? Значи тоа сите ги интересираше, е многу интересно, значи картингот работи цела година. Ние дури сме спремни и за возење во снежни услови.
но поради тоа што сепак асфалтот е и паблик, значи и кога треба и други да го користат, има можности за негово оштетување само поради тоа во денови кога ќе има снег, само тогаш нема да работиме. Иначе цело време си работиме најнормално. Значи да не се плашиме ноември, декември, јануари, февруари, тука сме. Ти благодарам многу што беше дел од нашето денешно дружење. Драго ми беше. Јас апсолутно тврдам дека многу често ќе се гледам. Дали им се допаѓаше на најмладите? Мене тоа ми е најбитно. Да, ајде, еве сега одам да ги прашам да видиме кои се нивните впечатоци. Ти благодарам. Одиме. Почитувани гледачи, дојде моментот кога сакам да ги прашам малите супер звезди како си поминаа денеска. Како беше, дечки? Топ. Да, дали си изнуживавте денес? Да. Дали ова вистинското место за журка и за забава? Да. Подготвени ли сте да дојдеме повторно овде? Да. Леле, колку многу викате, значи тоа е доказ дека вистински убаво сте си поминале, си поминав и јас убаво, почитувани гледачи. Драги супер звездички, сакам да ве поздравам и да му заблагодарам на Батко Радко што денеска не прими и ни беше повторно домаќин во оваа емисија. Му ветуваме дека ќе дојдеме повторно, бидејќи Батко Радко и спортскиот центар Борис Трајковски нонстоп ни изненадуваат, последниот пат претпоставувам дека ќе бидеме гости на пример на базенот. Драко, ти кажа фала што дојдовте уште еднаш и на самиот почеток, уште еднаш сакам да ти се заблагодарам што ги донесе овие прекрасни деца тука да се уверат во квалитетот на нашата услуга и да се упознаат со новите спортови кои ги нуди спортскиот центар Борис Трајковски. Голема благодарност за тебе и поддршка за се она што го работиш, бидејќи создаваш работи кои придонесуваат за еден ден да имаме здрава младина и нормално здраво тело, здрав дух, а со тоа се поклопуваме во нашите приоритети, така што секогаш имаш нашата поддршка и секогаш сте добродојни со супер звездите да доаѓате и да си забавуваме и да поминуваме убаво. Убаво ни тргна муабетов, Радко ти благодарам што инвестирајќи во спортот, инвестирате не само во здрава иднина, туку инвестирате и во развој на детската култура, која доскоро во Македонија беше на многу ниско ниво. Со ова што го направивте да се чувствуваме светски, да живееме во Македонија, да сме конечно дел од една светска метропола. Фала ви многу што работите неуморно и што нонстоп не изненадувате со новитети. Се надам дека ќе се видиме уште еднашка за многу кратко време, а во меѓувреме ми посакувам успешна работа. Иднината ни е приоритет, да се видиме за добро. Фала ви многу. А сега, почитувани дечиња, да им мафнеме на сите оние кои што не гледа, да им пратиме безброј бакнежи и да ги поздравиме. Ви благодарам, почитувани гледачи, што бевте со нас. Се гледаме за 7 дена повторно во новото издание на Супер Звезда. Чао, чао, пријатно и до гледање. Чао.